Ивана ме повлече, мамо, не дофме Моника. Пред на подот лежеше, зетот ја им извлечено. Не даваше никакви знаци за живот. Немаше никакви знаци, но тој момент не ти прифаќа мозокот дека не е жива и мислиш дека ќе ја спасиш. Една година од трагедијата во Кочани, која за секогаш го промени овој град. Една година од пожарот во дискотеката Пулс, кој однесе 63 животи, а повеќе од 200 луѓе беа повредени. И една година подоцна, болката на семејствата е се уште жива. Времето поминува, загубата останува. Со солзи во очите и тага, Верица Трифунова, мајка на трагично починатата 26-годишна Моника Спасова, за телевизија 24 раскажува како 16 март 2025 година им ги променил животите за секогаш. Вели дека животот без Моника е тежок и празен. Утеха наоѓаат во 2-годишната внука Мила од нивната прерано почината ќерка. Животот после случката е тешок, многу тешок. Уште не можеме да си дојдеме на себе. Болно. Секојдневно преживуваме. Некогаш сме подкренати, повеќето сме паднати. И се уште не можам да верувам. Мислеш дека ќе се појави од некаде, беше полна со надеж, со планови за во иднина. А тоа се самик се сруши. Кога раскажува за 16 март, Верица вели дека кога го добила телефонскиот повик од страна на нејзината друга ќерка Ивана дека дискотеката гори, не очекувала таков хаос. Првата слика на која се сеќава е изгорени и избезумени деца. Дома бев, со синот, синчето, 13 години беше. Сега е веќе 14. Бевме дома кога ми задзвони помалата ќерка и таа беше со друштвото, со нејзиниот дечко и со друштвото исто таму. Со плач и со викање ми кажа: мамо, диското гори. Не ни мислев дека такво нешто ќе затече. Хаос. Хаос кога стигнавме таму. Сликата пред Пулс. Деца изгорени, со црни лица, со исвлечени кожи, избезумени. Не знаат на која страна да одат. Ние избезумени. Не ни очекувавме дека толку страшно ќе. Другата ќерка на Верица, Ивана Трифунова, која ноќта на 16 март била исто така во дискотеката и успеала да се спаси, бидејќи била блиску до вратата, раскажува дека животот е поделен напред и после таа вечер. Вели дека ништо нема да ја замени болката за загубата на нејзината сестра. Бев одма до вратата. Значи, меѓу првите што излегнавме. Немав овака повредени, или не сум паднала или нешто слично. Меѓутоа, одма настана хаос. Значи, само што се осети, само што го приметивме пожарот. Почна да паѓат и маси, да се кршат и чаши, столови, се. Имаше многу народ, многу гужва и едноставно надека те водеше толпата, натаму мораш и да одеш. Јас буквално
како едната рака ми беше напред, едната назад. Живееме секој ден со тоа. Секој ден ни е насочен на тоа да се избориме за правда. Единствено мислам дека само тоа ќе ни донесе некаква утеха. Нема да ни намале болката секако, ама мислам дека тоа и го должиме на сите. Мајката на Моника вели дека како родители на починати деца, после трагедијата не добиле поддршка и помош од државата каква што очекувале. Очекувавме дека ќе имат разбирање сите, значи ќе сванат ситуацијата дека не сме ние виновни или децата не се виновни. Отворените рани кои ги остави трагедијата за секогаш ќе останат во срцата на сите родители, роднини и пријатели на загинатите. И Верица, но и останатите 62 мајки, деновите ги поминуваат покрај вечните почивалишта на нивните деца во очекување на правдата, за која велат дека им ја должат на своите прерано загинати деца. Дискотеката Пулс, каде што на 16 март 2025 година избувна смртоносниот пожар и одзеде 63 животи и остави над 200 деца повредени, останува да стои како нем сведок за се она што се случувало таа вечер.